50 на цртежи на тема цвеќе ги разубавеа ходниците во домот на Арама. Нацртани од вредните раце на учениците од основните училишта од Струмица и од регионот. Делата ја продолжија 28 годишната традиција на оваа манифестација, која ја реализира Домот за деца и млади Благо Јанков Мучето. Самата манифестација се одвива во 3 дела. Првиот дел е конкурсот кој што го распишува Домот за деца и млади и тоа ги испраќа до сите основни училишта и во текот на тој период кој што го даваме во ликовниот конкурс до нас пристигнуваат ликовните творби кои што ги гледате денес изложени овде во изложбениот салон на нашата институција. За овие дела се вложува голем труд од страна прво на вас, учениците, кои што со голема љубов ги создавате овие ликовни творби, а верувајте, и ние со голема љубов и внимание ги средуваме, ги номерираме, ги бележиме и ги поставуваме, за да можат да бидат видени од сите љубители на ликовната уметност. Денес, пред да го официализираме настанот, што туку заврши вториот дел од оваа манифестација, а тоа е цртање, кое што го правиме директно. Третиот дел на изложбата е аранжирање цвеќе. Мазгаловска истакна дека нацртаните дела ќе стојат на располагање за училиштата, учениците и нивните ментори. Оваа манифестација постои многу години и се одвива во 3 дела. Меѓутоа, самата институција има постоење повеќе од 70 години. Манифестацијата републички детски ликовни средби, насловени како цвеќе, не почнала од почетокот да се бележи, така да таа има повеќе традиција на постоење, но од датумот на бележење, ова е 28 поред републички детски средби, ликовни средби, во кои учествуваат основни училишта од регионот, од Струмица и од цела Република Македонија. Наша желба е да освен овие училишта кои што се денес овде, бидат присутни и други училишта и постепено го вратиме сјајот на манифестацијата како што била некогаш, да имаме од сите делови на Република Македонија, а не само од југоисточниот регион. Овогодинешната изложба повторно ќе биде поставена наредната година пред почетокот на новите активности поврзани со конкурсот на тема цвеќе. Организаторите годинава обезбедиле пригодни подароци за најдобрите учесници.